Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Духа. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Денеска Светата Црква Божја го празнува денот на Светиот честен и животворен крст Господен. И посебно настанот врзан за честниот и животворен крст, неговото пронаоѓање од страна на светата равноапостолна царица Елена, мајката на големиот и прв христијански император во историјата на светот. Тој е првиот дел од празникот што Светата Црква го празнува, а вториот дел е врзан за повторното наоѓање на честниот и животворен крст Господен, бидејќи првиот настан, првата случка се случила во 4 век, во векот кога светите равноапостолни цареви Константин и Елена живееле, а потоа 3 века подоцна, откако Ерусалим е ослободен од персиското робство за времето на светиот цар Ираклий. Но како сето тоа се случи? Најпрво светата царица Елена како огнена во верата своја посакала да го пронајде крстот на кој што бил распнат и убиен нашиот животодавец и спасител Христос. И при една нејзина посета на светата земја стигнала во Ерусалим и се распрашава за тоа каде би можело да биде крстот Христов. Тогаш во Ерусалим ниту еден од граѓаните не можел да ја каже нешто попрецизно во врска со крстот, освен еден, евреинот Јуда, кој што бил во длабока старост. Тој не сакал веднаш да одговори на барањето на светата царица, но таа го присилила да каже каде е крстот Христов. И тој кажал дека трите крста, крстот Христов и крстовите на двајцата разбойници оддесно и одлево на Христа, се погребани надвор од зидините на Ерусалим, таму каде што се собирало градското ѓубриште. Под депонијата градска, која што била обрасната од босилек заради крстовите, се наоѓал паганскиот храм на Венера, сограден од римскиот цар Адријан. Светата царица Елена побарала да се копа длабоко. Ја го пронашле паганскиот храм на Божицата Венера и под темелите на храмот пронашле 3 крстови. Но никој не знаел кој од трите крстови е крстот Христов. Во тој час, покрај царицата поминувала погребна погреб. Светиот патријарх Ерусалимски Макари предложил погребната повојка да застане тука
и врз одарот на покојникот еден по еден да се ставаат трите пронајдени крстови. Во часот кога го ставиле крстот Христов врз покојникот, тој оживел. Господ му го вратил животот, за да ја покаже силата на крстот Христов. А силата на крстот Христов не е во дрвото, туку во Христа распнатиот на дрвото. Бидејќи силата Божја е содржана во Него, а незината сила е неисцрпно голема. Ние можеме да се радуваме денеска, бидејќи во Светиот храм нашиот брат по дух Илија ни донесе честичка од животворното дрво Христов. Докога што дошле неговите свети предци, патувајќи поклонички до Ерусалим. И гледајте, еве, тука е крстот Господен, со нас во неговиот оригин. Потоа тешко болна жена пристапила кон крстот и кога се допрела за него, оздрави. Светата царица Елена заповедала да се согради, да се направи скапоцен и се разбира громаден кивот од сребро, за во него да се положи крстот Христов. И тој се чува во храмот на Светото Христово воскресение, чиј ктитор е царицата Елена. Тој е храмот во кој што и сега одиме, да му се поклониме на Христа воскреснат. И потоа се случила таа војна со персијанците, кои што дошле, го освоиле градот, нивниот цар Хозрај, кога го видео честиот крст, го третирал како воен плен и го зел со себе во Персија. И таму крстот честен останал цели 40 години. Кога византискиот цар Иракли пак започнал војна со Хозрај, и во таа војна излегол како победник. Првата работа што ја зел со себе е честниот и животворен крст Господен. И тој бил вратен во Ерусалим во 7 век после Христа. На еден чудесен начин. Самиот цар, ослободител, имал потреба да го понесе честниот крст и да го внесе под столовите на црквата посветена на Христа воскреснат. Но кога го ставил крстот пред себе и тргнал, ноците не можеле да се движат. Тогашниот патриарх Захари го видел тоа што самиот цар не можел да го види. Ангел Господен му ги врзал ноците да не може да се движи, бидејќи царот не бил соодветно облечен за да го носи честниот крст. Тој бил раскошно царски облечен, сметајќи дека на тој начин чест му прави на Христа. Но Христос не сакал Иракли како цар да го понесе крстот, туку како слуга Божи. Патриархот Захари сето тоа му го каже, и откако царот ги соблекол обувките и се облекол во прости алишта босом,
го взел крстот на себе и го внесол во храмот на Светото Христово воскресение. Постои обичај честичкиот тој крст да им биде поделен на поклониците од далечните христијански земји. И тоа така се случувало низ вековите. Поради што во самиот Ерусалим денеска имаме поголеми парчиња или остатоци од чесното дрво, а исто толкави, а може би поголеми во неколку светогорски манастири. Се разбира дека праксата на делење на честичкиот крстот е прекината, бидејќи само во годината кога јас го посетив Ерусалим, во денот на Светото Христово воскресение, во него имаше повеќе од 2 милиони поклоници. Во денот на неговото воскресение. Но нема ден во текот на годината кога неброени авиони од сите страни на светот долетуваат во Ерусалим со една единствена намера да го посетат храмот на Светото Христово воскресение и да му се поклонат на денес славениот чесен и животворен крст Господа. Амин.